Една од работите која што ја зборев со мојот коуч беше кого нема да коучаш. Значи, јас кога му реков сакам да ме коучаш, мене сакам да станам коуч, ми вика важи нема проблем. Се сретнавме за прв пат на 30 на минути кафе, ми рече сега ќе ти поставам едно прашање и за недела дена ќе се видиме пак, вика ти ми стига одговорот. Прашањето беше кого нема да коучаш. Ја викам јас го знам одговорот, ми вика убаво што го знаеш, вика ама помисли го недела дена. После недела дена се видовме, точен го дадов одговорот, не беше мака, точен ми беше одговорот и оној првиот кој што го мислев и овој кој што го дадов и тргнавме со процесот да ме коучаат. Луѓето кои што имаат желба да работат и кои што тргаат од тоа дека имаат потреба да научат се многу лесни за коучање. Се кажеш кого нема да коучаш? Нема да коучам некој кој што, знаете како ми кажа мојот коуч, ми викам, кога ќе седнеш на интервју со некого, нели почетно за да можеш да направиш муабет да видиш кои се потребите за коуч. Ако во рок од 10 минути, он минимум 10 пати ти каже јас во врска со мојот тим, јас во врска со мојата компанија, јас во врска со растот на компанијата, се јас за позитивното и моите вработени направија грешка и не знам што, вика тогаш немаш потреба да коучаш, пошто он веќе се знае, пошто он се е јас во суперлатив, а се што не чини е кај другите.